Јасни критериуми за избор и унапредување, но и за дисциплинска одговорност е меѓу најважните предуслови за ефикасен судски систем. Министерот Филков ги образложи законските решенија кои предвидуваат обезбедување на целосна независност и зголемување на ефикасноста на правосудството. Се предвидува итна постапка за утврдување на одговорност на судија или председател на суд кој не може да трае подолго од 6 месеци. На последната седница владата го усвои новиот закон за Советот на јавни обвинители, а Филков очекува истиот да биде прифатен и од пратениците во собранието. Унапредувањата ќе бидат според заслуги, а со законското решение се прецизираат и роковите за постапките. Воведовме јасен мерит систем за избор, унапредување и оценување на јавните обвинители. Предвидуваме прецизни основи за престанок на функцијата, вклучително и во случај на правосилна осуда за кривично дело против службена должност. За директорката на Академијата за судии и јавни обвинители, непристрасноста и интегритетот при носењето на одлуки на судиите и јавните обвинители се суштински за заштита на владењето на правото, но неопходни се соодветни обуки и финансиска поддршка. Континуираната едукација ги јакне професионалните капацитети на судиите и јавните обвинители и ја намалува подложноста на надворешни влијанија. Заменик председателката на Советот на јавни обвинители Маријана Илиеска истакна дека државата презема чекори за реформирање на Советот, особено во делот на изборот на јавни обвинители, со цел исполнување на европските стандарди, а Анастасовска од Судскиот совет додаде дека новиот закон нуди рамка за подобрување на процесите. Во законот се инкорпорирани сите препораки или поголемиот дел од препораките на оценската мисија. Законот се потрудил да ги следи стандардите на Европскиот суд за човекови права и стандардите на Советот на Европа, инкорпорирани се мислењата од Венецијанската комисија. Измените според Филков се резултат на констатирани слабости во правосудниот систем во изминатиот период, како што се долготрајни постапки, случаи на корупција, недоволна транспарентност и отсуство на ефективна одговорност.